Колешке Кузмановска, ќе се вратам и јас прво, пошто во вашата дискусија внимателно ве слушнав, кажат дека опозицијата е предизвикала кризата политичка. Неточен навод, така репликата барем вели во член 89. Исправам неточен навод. Значи, тоа што мислите ви е едно, фактите зборуваат друго. Вашиот премиер пред неколку месеци во екот на политичката криза вас лично ве убедуваше дека нема да има ништо, дека вие со проектите ваши продолжувате. Да, политичката криза беше предизвикана точно од објавljување на бомбите, со кој што се виде колку криминално оваа власт владее. Точно е тоа. И врз база на тоа, врз база на бомбите, се постигна договор во Пршино, да, има преодна влада која што ја негираше Груевски, има нов изборен законник, има други министри со преодната влада и на 24 април има избори. Вие пред неколку месеци не убедувавте нас дека нема да има избори, дека нема да има преодна влада и се исмејававте на тоа. Тоа е во делот на политичката криза. Еве како не сте принципиелни. Во експозето министерот вели 43,9% од БДП јавниот долг. Во вашава дискусија 43,6 велите. Еве стенограм одма барам сега да дојде. 43,9 во експозето министерот. Еве ова е експозето на министерот. Вие велите 43,6. Исто е тоа? Ајде да видиме во апсолутни бројки колку пари е тоа. Ова е втор неточен навод. Ве слушав внимателно. Еве го, 43,9 експозето. Трета работа. Во вашата дискусија велите, граѓаните треба да знаат што е буџет и како се трошат нивните пари. Се согласувам. Треба да го знаат. Како што требаше да знаат изминативе 10 години. И граѓаните знаат дека во Република Македонија има најниски плати, најниски пензии, најниска социјална помош во регионот. Кажете го тоа. Кога зборуваме во дебатата за буџет, веројатно нема ни да стигнам јас да дискутирам, меѓутоа добро е да се разбериме. Тоа подразбира управување со јавните финансии. И жалосно знаете што е? Што сега вие излегувате после 10 години тука и велите вака. Сега ние допрва ќе правиме болници, ќе правиме патишта, ќе правиме студентски домови. Значи, тоа е срамота. Кога јас овде пред 4-5 години ви велев, дајте да гласаме за патишта, дајте за Прилеп, Дреново, Прилеп, Градско да гласаме, вие велевте ќе биде. Тогаш беа поинтересни споменици, да гласате за 300.000 евра врби и за не знам што друго. Тогаш беше честно да кажете, а не после 10 години вие сега да зборувате за патишта, за болници, за гасификација и за не знам што и така да го замајувате народот. И најсмешно од се, вие сега ми зборувате после 10 години, дека ќе сте ја правеле Прилепската болница. Вие од Битола кажувате Прилепската болница. Ќе направите 10 години на власт. Сам дајте срамота е. Брука е ова што го правите. Благодарам.